По однос на она афера која што ја објавивме вчера, а тоа беше апсењето на телохранителот и шофер, некој телохранител, некој шофер, на претседателот на владата Христијан Мицкоски. Прво мора да кажам дека од сабајлето од 10-11 сат и ми имавме пуштено прашање дали е точно и не одговара. Па викаа чекајте сега ќе проверам и на крај решивме да ја објавиме со тоа што ќе додадеме внатре дека МВР не ни одговара 10 сат. Значи пола сат по објавувањето на текстот дека е уапсен тој и тој човек, МВР излезе со признание дека да уапсен е тој и тој човек. Ангел Самараков беше. Тој е уапсениот шофер и обезбедувач на телохранител на Мицкоски. Како е уапсен? Од 2020 или од 2021 не сум сигурен, ОЈО ГОК има акција за сите членови на наркокланови во држава. Ги слушаат, ги следат, ги фотографираат и така натаму. Што се случува? Во оваа ситуација, телохранителот на Мицкоски, додека ги следат луѓе од Грчец, улетува човеков и му летува во пимот. Влегува у колава и се шушкаат, им даваат документ. Во меѓувреме се консултираат овие што се на следење со обвинителот и влегуваат и го приведуваат тие и плюс ова лице. Наоѓаат документи од предистрага кои што он им ги дава на луѓе од Грчец. Значи тие може да бидат на АНБ, секторот за организиран криминал, при МВР или на обвинителството. Никако не може да бидат овие документи на шеста управа. Тоа е управата за обезбедување на ВИП лица и објекти. Прашањето е кој му ги дал документите и кој му ги давал документите на телохранителот на Мицкоски за он потоа да иде да ги препродава. Не може да он да ги има бидејќи они не се во истиот систем. Немаат увид во тие податоци. Кај него дома нашле со купишта документи со ознаки службена државна тајна, доверливост. Тоа приказката, ама ние апсиме и наши. Таа приказка не може да помине. Од проста причина што тој вашиот е уапсен заради тоа што вие сте немале во тој момент контрола над обвинителот. Ако они стварно си апсат свој човек, па они со фанфари ќе го објавеа тоа пред ние да дознаеме